Најлесно е да се сруши. Тешко е повторно да се изгради и да се врати во функционалност тоа што веќе било направено. Што значи било која рушење во моментов без соодветна стратегија дали понатаму и како ќе се користи во склоп на туризам и угостителско местото, односно плажата или локацијата, сметам дека е само избрзано и краткорочно решение кое што ќе направи ненадоместливи штети не само за туризмот, туку и за угостителите и луѓето што живеат во тие средини. Ние детално го проучивме извештајот на УНЕСКО и во него плажите се спомнуваат само на две места. На едното место се спомнува дека во понатамошниот тек треба да се врши постојана контрола дали плажите се придржуваат на оние проекти кои што ги добиле на времето и да се внимава на испуштање на отпадни води и тие работи. Значи никаде во извештајот на УНЕСКО не стои дека плажите не треба да постојат. Треба да се има во предвид дека плажите се најмногу на мета на јавноста и на органите незаслужено. Ние во Охрид имаме 1000 дивоградби, ако и плажите ги клеиме во нив, то се само 1%. А пак ќе повторам, значи плажите се градени по урбанистички проект кој е одобрен од Министерство за транспорт и врски, од локална самоуправа, од Министерство за екологија и од Завод и музеј во Охрид.